Во овој дел на Студио 1 влегува еден покомерцијален момент кој што го поврзуваме со хуманиот. Моја гостинка е Даниела Ѓоргиевска од туристичката агенција New Ways of Travel, уште трав. Би ве прашал кои се најповолните дестинации кои што вие во моментов ги имате како понуда и оние кои што се заинтересирани да летуваат некаде? Најчесто она што се бара кај нас, дали ќе го формулираме како најповолно или како најатрактивно во смисол на кој буџет може да одговара, најмногу се бара најблиските дестинации, оние што патуваат со деца, сакаат да се поблиску до дома. Најчесто се бара Грција, но не е исклучено дека оваа година Турција има огромен интерес за посета со чартер летовите. А има и онакви кои што своето летување го планираат за подалеку. Во понудата има Малага, патуваат доста луѓе. Со тоа што интересно е дека сега не можам да ги крстиме најповолни, има за секој буџет. Кои се поволностите, односно кои се оние работи поради кои што од сите туристички агенции заинтересираните треба New Ways of Travel да ја одберат? Па, покрај тоа што лепезата на понудата не е еднострана, значи не е само една дестинација, не се фокусираме на една, може да се изработи било која дестинација која вам би било од интерес. Меѓу сите нив тоа се организирани патувања, најчесто групни, има подалечни, поинтересни. Така да би рекла дека покрај другото, квалитетот на оние што таму сервисираат, сметам дека е доволен мотив да некој не посети и да му организираме она што ќе побара. Така, вашата мрежа е распространета до каде? Значи, ако некој No limits. Така, ако некој е заинтересиран да иде на Малдивите, може да дојде. Токму така. Моето последно организирано патување е Бора Бора. Така. Од патувања до одмаралишта, до плажи, до крстарења, какви се имате инструменти на располагање за сите кои што се заинтересирани да летуваат? Како мислите инструменти? Во смисол на како да? Отворени се сите опции, во смисол на патување. Ресортите се тие, обично индивидуалниот туризам е најзастапен кај нас, значи она што вие ќе изберете како опција, се нудат секако сите типови на превоз, секаков вид на сместување дополнително, а сега изборот пак го прави последно клиентот. Така, да не заборавиме, вие сте овде покрај овој мал комерцијален момент и поради еден хуман карактер. Имено Студио 1 во соработка со туристичката агенција New Ways of Travel прави соработка за испраќање на 8 семејства, социјално загрозени семејства, да им пружа барем малку среќа со неколку дена, односно 7 дена полн пансион летување. Јас ќе го повикам семејството Зафировски, кое што нашата телевизија токму 1 ТВ работеше на нивната животна сторија и на кој што се првото семејство на кое што ќе им доделеме ваучер за летување. Ќе ве замолам овде да ви го врачат ваучерот. Честитки. Фала. Ви благодарам од срце. Честитки. Да се поминете најубаво. Кажете фала. Фала и вам. Тони и Тео, идете со топка на плажа? Да. Ке се бањате? Да. Ке пливате? Да. Знаете да пливате? Вака. Да? Вака. Јас би ве задржал уште малку само во студиото, можете овде да седнете до нас. Се работи за првото семејство, но не и последното. Во наредните неколку недели, токму во Студио 1 ќе бидат доделени ваучери на уште 7 семејства заедно со агенцијата New Ways of Travel. Господја Станка, си има ли нешто променето? Што е она што се промени после сторијата на 1 ТВ за вашиот живот и она што секојдневно се борите? Па да ви кажам, пошто таа емисија која се снимаше, нели, ми беше многу благодарна, значи сме благодарни за тоа. Значи животот ни се смени малку. Не сме сега како што сме биле, али па ипак
Како да ви кажам сега, пошто Помош е секако неопходна, не, значи помошта на сега помошта еднашка, значи тоа што ни беше повише више не е. Што почна да се гради, се градеше, на пола не оставија, да ви кажам право. Значи купатилото уште не ми е средено. Едната соба ламинат се стави, другата не. До така, значи уште не ни е баш као што треба да се Така, да ни никогаш се не е. среди. Да, и јас би сакала, ама Никогаш не е доволно. Да. Така, јас ќе упатам уште еден апел до хуманите граѓани во Република Македонија. најбитно ми е за купатилото да ви кажам, ама за струјата највише. Значи за струјата највише ми е Така. Ке разговараме и ние тоа. колку можеме како телевизија и ние ќе ви помогнеме во овој дел. Што за вас значи ова патување со малите Тони и Тео? Па среќна. Значи убаво е тоа, значи до сега дечињава не ми оделе никаде. Да така сме пресреќни за да ги однесам некаде, за да видат и они нешто као другите што идат, така и они да видат Така. на одмор. Ќе ви се заблагодарам сега што бевте И јас исто дел ви се овде. заблагодарувам на Тони, емисијата. Тео, Ой, ти се нека. ја слушате баба? Да. Да ја слушате и на одмор кога ќе одите се. Да, кажете тасно. Кратка пауза и се враќаме со информациите од Македонија и светот во Студио 1.